6 април 2023 година, четврток, почитувани гледачи, добродојдовте во Централниот дневник на КТВ телевизија. А во него во детали за сите настани со кои го одбележавме денешниот ден, но да започнеме со ударните вести. 1,3 милиони денари од буџетот се издвоија за тиквешки семејни винари и издруженијата на граѓани од овој сектор. Митко Јанчев ги елаборираше мерките кои се реализираат во наредниот период во делот на екологијата. Пресечен канал на трговија со друга реализација направена во вредност од околу 300.000 евра, приведени 3 лица во Неготино. Тоа беа настаните кои го одбележаа денешниот ден, за ниво детали и секако за останатите содржини во продолжение во дневникот. И оваа година општина Кавадарци ја продолжи поддршката за малите семејни винари и издруженијата кои работат на промоција на винскиот сектор. Градоначалникот Митко Јанчев денеска ги потпиша договорите со тиквешки семејни винари и издруженијата на граѓани од овој сектор. Од буџетот се издвојуваат 1,3 милиони денари. Општина Кавадарци продолжува трендот за поддршка на малите семејни винари, на малите винари, дистилери, така да според програмата и буџетот на општина Кавадарци оваа година има одвоено 1.300.000 денари за потреба на семејните винари и за потреба на малите винари кои што се регистрирани на општина Кавадарци територија за нивни настани, потреби и за нивно функционирање. Ќе продолжиме понатаму да ги поддржуваме малите винари, дистилерии и нормално како општина, а и регион кој што е најмногу развиен вински, да можеме да имаме се повеќе вакви винари регистрирано и нашата поддршка да биде поголема и во делот на финансиска конструкција која што треба да имат самите винари, во делот на производството, во делот на нивните настани, промоцијата на виното, на ракијата и на производите од вино, меѓутоа и преку винскиот музеј, кој што има општина Кавадарци и винотеките, да можеме на територија на општина Кавадарци да овие вакви производители ги промовираме што повише, затоа што имаат доста квалитетни вина, еве сега поштуваат и со ракија, и со вињаци, и со дестилат, така да јас очекувам да Кавадарци биде запишано на мапата на производи покрај големите винари кои што ги имаме, од овие вакви семејни или бутик винари, да имаме поголема регистрација на нив и поголем удел, затоа што сум сигурен дека прават и квалитетно вино и квалитетен дестилат. Досега имаше поддршка, оваа поддршка, како што каже и господинот Митко Јанчев, нашиот градоначалник, ќе биде изголемена во текот на годините, со цел да се поддржат овие мали винари да произведат вино и да го промовираат виното на тиквешијата во Македонија и надвор од неа, доколку се створат можности и услови за да се промовираат овие вина, дестилати, односно вињаци, ракии кои се произведуваат. И сметам дека со формирање на што повеќе мали винари, мали дестилери, дека ќе имаме поголем допринос во производството на квалитетни вина и квалитетни вињаци и ракии. Втора година поред, Сдружение Тиквешки семејни винари доби поддршка од општина Кавадарци, благодарност до градоначалникот и Совет на општина Кавадарци. 600.000 денари се наменети за наша поддршка, за наш развој, промоција, како и за светскиот ден на единствената автохтона сорта стануши. Така да и оваа година ќе ги наменски изработиме средствата и мислам дека секоја помош нели е добредојдена и целим кон тоа за уште поголем развој на нашето здружение. Ова е стварно еден голем ден, убав настан, преубав. Јас сум среќен и како поединец и како представник на Сдружение Виното и на сите љубител на вино и дека ми представник на сите кои го сакат виното и развојот на винарството во тиквешијата. Нашата општина дека има стварно слух кај треба да идеме, во кој правец да идеме. Винскиот туризам е во една експанзија на светски размери и тоа е препознато од страна на раководството на нашата општина, од градоначалникот и советот и оваа поддршка која дават на семејните винари, опште на винариите кои постојат и дестилериите во нашата општина и индивидуалните производители тука се офатени.
Тоа е само еден придонес кон развојот на винскиот туризам. Значи, што имаме повеќе винари, прво треба да се формираат, да бидат регистрирани и легални. После тоа, они со помош и на општина и општина на целото општество на државата, односно Министерство за земјоделие, да се створат услови за развој на туризмот. Значи, тука веќе почнато е тоа од страна на одредени винари, да за прием на гости, за прием на туристи, значи ги провират и своите производи, а и нашиот крај. Со тоа се негува и традицијата на нашиот крај. Презентираме што имаме и каква нашата култура, нашето културно наследство и нашата традиција. Тоа е добар еден патоказ и како што рече градоначалникот, се очекува во иднина дека тие средства ќе бидат се поголеми и јас сум среќен што така се размислува и мислам дека сме на добар пат, а со тоа ќе го одржиме и лозарството. Ако немаш каде да го продадеш или да го преработиш грозјето, а со преработката на грозјето имаш подобра цена, значи ние да извезуваме финален производ, а не грозје во гајби. И тоа е добро што идеме во тој правец се формираат овие семени винари во се поголем број. Фала и честитам на акцијата. На вчерашната седница на Кавадаречкиот совет градоначалникот Митко Јанчев ги елаборираше мерките кои ќе се реализираат во наредниот период во делот на екологијата. Означување на пешки зони, зголемување на зелени површини на територијата на општина Каваци. Оваа година ќе имаме над 21 метри нови зелени површини. Пешачките зони редовно се означуваат, се средуваат и за 4 години имаме подигнато над 200.000 метри зелени површини, а и сами знаете дека секоја година засадуваме над 40.000 дрвца вон градска средина, заедно со шумско-стопанство Бор, а и во градска средина негде околу 300 до 400 дрвја од различни видови ги обновуваме при јавното предпријатие Комуналец. И есенско, и пролетно. Потикнување вика на практика за заштита на животна средина на користење на напредни технологии со ниски емисии. Пак тука се сподараме со истото, кое што треба да го соодветно направиме. Поставивме корпи за електрични уреди собирање, имаме телефонски бројки и што ги собираме електричните уреди. Имаме корпи во секоја јавна институција и образовна за батерии. И пред 2 недели имавме состанок со Пакомак за поставување на 14 машини за собирање на пластиката, каде што секое шише кој ќе го врате граѓанинот во таа машина ќе добие кофинансирање од 1 денар. Планот и проекцијата е 0,5 денари. Пакомак како компанија задолжена за собирање на отпадот да врате на граѓанинот и општината да даде кофинансирање од 0,5 денара и граѓанинот да добие 1 денар за шише амбалажа вратено во машина. Тоа ќе го презентираме што бидеме готови, верувам дека на другата седница ќе бидеме спремни, ќе бидеме пак меѓу првите општини за спроведување за тоа. Вика спроведување на индикативни мерења и утврдување на составот на PM10 частичките. Тоа го работиме. 4 мерни станици има од Гоце Делчев, универзитетот, едната е во Возарци, верувате, знаете зошто е ставена во Возарци, затоа што имаме Г1 индустрија, Ваташа, центарот, новиот центар, и тие се ставени со единствена цел за да Универзитетот Гоце Делчев на одреден период зима мостри и тие мостри лабораториски ги вработува што е содржината на PM10 и PM2,5 частичките. До сега не е утврдено од мои информации и анализи кои што ги имаме добиено, значи го замолам Универзитетот да не ги прате за следната седница, она што вие го елабориравте, дека имаме ние зголемени смртности и зголемени заболувања како се респираторни и ред други, не е утврдено во амбиенталниот воздух драстични отстапувања ниту по една состојка или метал од целокупниот амбиентален воздух во цела држава. Пример, не да е Боже кај нас заостапува, не знам, железото, никелот или било кој, како драстично зголемен параметар во амбиенталниот воздух, да можеме да алармираме и да знаеме кај ни доаѓа проблем. Значи, такво нешто не е утврдено, него сме во рамки на целата држава со оние како дозволени рамки на границата на тешките метали во амбиенталниот воздух или во PM2,5 и 10 частичките.
Правилно управување со отпадот на локално регионално. Да не го коментирам, тоа го кажавме претходно, не е сега со амбалажата, че почнеме со хартија, че почнеме со други работи. Тука би ја спомнал и градската депонија, која што претходно беше чест причинител за зголемување на загадување на АБ менталниот воздух, со 2 годишната проработка на градската депонија. Значи, вложивме доста средства, претежно донации од Евроникел и од други компании, јавното предпријатие Комуналец. Извадовме 4 метра во длабина од градската депонија и направивме правилно насипување на градската депонија со слоеви од отпад, земја и последната година и минатово лето немаме никакво запалување на градската депонија. Одиме со информации од МВР, пресечен канал за трговија со дрога, реализирана заплена во вредност од околу 300.000 евра. Приведени 3 лица во Неготино при преглед во патничко возило Мерцедес со скопски регистарски ознаки, кое го управувало БА, биле пронајдени 4 патни торби со вкупно околу 100 килограми високо квалитетна марихуана во вредност од околу 300.000 евра, која најверојатно потекнува од фабрика за производство на масло од канабис за медицински цели, а која при улична продажба би достигнала цена од 600.000 евра, велат од МВР. Во текот на вчерашниот ден, полициски службеници од Оделението за безбедност на патниот сообраќај Неготино, во координација со СВР СОВР Неготино, Оделение за недозволена трговија со дрога и оружје и Одделот за криминалистичка полиција, Сектор за недозволена трговија со дрога, оружје и опасни материи, ги лишиле од слобода 37 годишниот БА од село Буковиќ, општина Сарај, 21 годишниот МА од село Копаница и 18 годишниот НА исто така од село Буковиќ. При преглед во патничко возило Мерцедес со скопски регистарски ознаки кој го управувал БА, биле пронајдени 4 патни торби со вкупно околу 100 килограми високо квалитетна марихуана во вредност од околу 300.000 евра, која најверојатно потекнува од фабрика за производство на масло од канабис за медицински цели, а која при улична продажба би достигнала цена од 600.000 евра. Имено околу 20 часот на булевар Маршал Тито во Неготино, полициски службеници дале наредба за запирање на возило Шкода Октавија со скопски регистарски ознаки, но возилото не застанало, а веднаш потоа било запрено патничкото возило Мерцедес. При тоа, возачот БА се обидел да избега, но набрзо бил фатен, а при преглед во возилото била пронајдена дрогата. Набрзо по преземени мерки било пронајдено и запрено и возилото Шкода Октавија, кое го управувал МА, а совозач бил НА, кое играло улога на претходница на возилото Мерцедес. Подоцна со судска наредба биле извршени претреси во домовите на приведените лица, при што кај МА биле пронајдени и одземени 2 пиштола кои ги поседувал без дозвола. Во врска со настанот во текот на денот, полициски службеници од Одделот за криминалистичка полиција, Сектор за недозволена трговија со дрога, оружје и опасни материи, со представници на Комисијата за оценување на исполнетост на условите по однос на простор, опрема и кадар за добивање на одобрение за одгледување канабис во медицински цели при Министерството за здравство, ќе извршат вонредни контроли во фабрики за производство на масло од канабис за медицински цели во околината на Кавадарци и Неготино. Оваа акција и оваа заплена на дрога е уште една во низата заплени на Министерството за внатрешни работи, со што недвосмислено се продолжува бескомпромисната борба против недозволената трговија со наркотични дроги. Министерството за труд и социјална политика информира дека денеска започна исплатата на правата од социјална, детска и цивилна заштита за месец март 2023 година. Корисниците на парични права кои поседуваат дебитни картички ќе можат да подигнат готовина на банкоматите на банките, да ги користат средствата за безготовинско плаќање во продажната мрежа или преку електронско и мобилно банкарство од денеска, 6 април 2023 година. Одиме со тема од политиката. Со одлука на владата, Груби отуѓува државно земјиште на фирма на сопругата на Ковачевски за изградба на фотоволтаици. Обвинија на денешната пресконференција од ВМРО ДПМН.
Додека Ковачевски оди по маркети и замрзнува цени на јајце и зеленчук, кои никако да замрзнат, семејството Ковачевски го зголемува своето богатство преку влез во доходовни бизниси. За да се стекне со голем и вреден имот, сопругата на Ковачевски влегува во односи со владата, со која управува незиниот сопруг Димитар Ковачевски. Со оваа одлука, се отуѓува градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Друштвото за производство и продажба Сол Груп 5 до Скопје. Со овие зборови почнува одлуката со која владата и продава 1119 метри квадратни државно земјиште на фирмата на сопругата на Ковачевски. Оваа одлука е објавена во службен весник од 21 март оваа година, а донесена 7 дена претходно, односно на 14 март на седница на влада. Еве ја одлуката на владата, а еве го и подписот на Артан Груби, кој се јавува како подписник во име на владата. Во време кога Ковачевски е председател на влада, неговата сопруга добива државно земјиште од истата таа влада за бизнис за производство на струја од фотоволтаици. Токму Ковачевски основачи на Pixel Group, фирма за производство на фотоволтаични панели, сега во посет на неговиот кум Горан Паунов. Фирма која е основана и забрзано се шири со доаѓањето на СДС на власт. Бизнисот од кој Ковачевски тврдеше дека излегол, сега гледаме дека влегла неговата сопруга, а за помош добива земјиште и од владата. Почитувани, одлуката на владата со која сопругата на Ковачевски добива државно земјиште, додека Ковачевски е премиер, е доказ колку власта е забегана и дека не ја интересира ништо освен собствениот интерес и интересот на нивните семејства кои шират бизнис додека тие се на власт. Ова е доказ дека оваа власт на СДС и ДУИ мора да си замине, зашто државата не смее да биде алатка за богатење на неколку семејства во врвот на власта. Потребни се промени. Нови цени на горивата. Мазутот од ноќеска на полноќ поскапува за 1,18 денари за килограм, а цената на другите горива останува иста, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Нова малопродажна цена на мазутот ќе изнесува 40,57 денари за килограм. Во дневникот одиме и со информации од спортот. Пробаскет го загуби првото четвртфинале. Кавадарчанки парира само во првата четвртина, а Баскет Кам, иако ослабен, убедливо го доби надпреварот со 103-69. Вчера се одиграа првите четвртфинални средби од доигрувањето за шампионската титула во женската прва А кошаркарска лига. Крива Паланка загуби на домашен терен од Струга со 69-77. Истата судбина ја имаше и Вардар, кој во скопската пресметка загуби од МЗТ со 68-73. Во одбрана на титулата моćно тргна Бадел, кој го декласираше Гризли со 93-45, а убедлива победа забележа и Баскет Кам, кој со 103-69 го совлада Пробаскет. Вторите надпревари ќе се одиграат овој викенд. Само да подсетиме дека четвртфиналето ќе се игра според принципот подобар во 3 надпревари или до 2 добиени, а предноста на домашниот терен ја имаат подобро рангираните екипи од регуларниот дел од сезоната.
Во дневникот одиме и со информации од Управата за хидрометеоролошки работи. Утрово ведро и студено, преку денот сончево со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец, температура од -1 до 14 степени. За време на викендот и во почетокот на работната седмица ке преовладува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд, а на планините од снег. Почитувани гледачи, ова беа темите со кои го одбележавме овој 6 април 2023 година, четврток. Останете и понатаму со КТВ телевизија, имајте пријатни мигови.